Втората овогодишна средба на градоначалникот со представниците на бизнис секторот побуди значаен интерес кај локалните стопанственици кои активно учествуваа во работата на дебатата која се одржа во пресрет на изработка на буџетот за 2020 година. Пред почетокот на дебатата, градоначалникот Илиев ги најави очекувањето од истата. Денеска имаме состанок со стопанствениците од општина Кочани, пракса која ја наметнавме уште во март оваа година, каде што почнавме и водиме силен диалог, иако надлежностите на локалната самоуправа во делот на стопанството се ограничени, меѓутоа тие се легитимен и реален субјект со кој што сакаме да разговараме и да ги разменуваме мислењата, како за потребите на стопанствениците во индустријските зони каде што тие функционираат, исто така да отвориме една поширока тема и за поширокиот регион, односно во местата каде што тие живеат и да ги искажат и потребите што тие ги преминуваат, што се потребни на граѓаните и нивните мислења, се со цел да можеме што повеќе мислења да слушнеме и да се потрудиме што поголем дел од предлозите ги вградиме во буџетот за 2020 година. Потоа Илиев имаше воведно излагање на кое ги посочи основните активности и работни ангажмани, првенствено во сферата на патната инфраструктура, како и поголем број други проекти кои се во подготовка, во постапка или се работи на нив. Бизнисмените понудија предлози и идеи како да се реши проблемот со комарците, потоа понудија планско урбанистички размислувања и идеи за естетско доуредување на централното градско подрачје. Запоставуваме фактот дека, и не знам каков туристички центар да направиме во Кочани, не знам каков капацитет од било кој вид на повисоко ниво Кочани да стане, заедно со комарците тоа губе значи. И имаме у план еден голем проект за биолошки третман, на визибилити студија у соработка со неколку видни универзитети кои се спремни да споделат со нас искуствата Флорида, искуствата во Италија, во Верчели и да во текот на наредните години да добиеме подобра слика за тоа што е застапено, како би можело да се третира и да не се сведе само на хемиски третман, кој знаеме колку и како делува во изминативе децени, да речем, не е тоа години. И еве, општината, доколку има можност да предвиди некој буџет малку по-голем за таа работа, а во соработка со сите институции кои ги вклучиме во тој проект, да има свој допринос. Почетокот на секаков развој, на секакво планирање, тоа е изработката на урбанистичката документација. Не влегувам да се работи, знам дека се работи на генерални урбанистички план, меѓутоа разработката на генерални урбанистички план со детални урбанистички планови, сметам дека треба да се даде поголем фокус, односно да се отворат повеќе средства за наредната година за изработка или доработка на некои детални урбанистички планови или архитектонско-урбанистички проекти АУПИ за одредени делови од градот, од околината на градот, во функција, би рекол, на еден туристички развој како компатибилност, нови проекти што се почнуваат, мислам дека знаеш и кажеш дека има убави проекти што се пешачките и велосипедските патеки према Осоговските планини, на добра можност да се тоа затвори со еден пакет на туристичка понуда во тој селско авантуристички адвенчер туризам. Во таа функција јас на сугестија е да се разработат урбанистичките планови од централното градско подрачје, односно потегот Ленинова, кој што и да се интензивират активностите околу пробивањето на булеварот кај Ленинова и се она што значи инфраструктура околу веќе постојниот комплекс на стамбени згради долж улицата Ленинова и внатрешниот дел према трговскиот централ, односно во строгото градско подрачје, бидејќи во фаза на изработка на урбанистички проекти, меѓутоа да се интензивираат градите, бидејќи таму дава еден добар потенцијал за град. На денешната средба со кочанските стопанственици, градоначалникот Николчо Илиев го придржуваат дел од раководителите на сектори во локалната самоуправа заради стручно дебатирање за реалните потреби и барања на бизнис секторот, како во градот, така и во населените места.